Добар ден. Ова купче од анкетни листови за имотната состојба на само четворица функционери на ВМРО-ДПМН само по себе говори во каков апсурд е доведена функционирањето на државата и институциите од страна на оваа криминална власт. И зошто премиерот и министрите од ВМРО-ДПМН, кои станаа пратеници, треба кривично да одговараат. Емил Димитриев поднел два анкетни листа. Еден како премиер, друг како пратеник. Канчевска Милевска исто така во еден анкетен лист е министерка, а во друг анкетен лист е пратеничка. Тие внимавале на пријавената имотна состојба да им се совпаѓа во двата анкетни листа. Најневнимателен бил Никола Поповски. Тој не само што поднел два анкетни листа и како министер и како пратеник, туку не му се совпаѓа ниту вредноста на пријавениот имот. Например, министерот Поповски има стан во Брисел вреден 13 милиони и 800 илјади денари, додека пратеникот Поповски има стан во Брисел вреден 14 милиони денари. Министерот Поповски има ауди од 900 илјади денари, а пратеникот Поповски има ауди од 860 илјади денари. Сопругата на пратеникот Поповски има за 10.000 евра поголеми заштеди во Белгија од сопругата на министерот Поповски. Исто така, пратеникот Поповски има поголеми заштеди од министерот Поповски во Стопанска банка за 2.300 евра и има 100.000 денари на трансакцијска сметка и намален кредит. Функционерите, кои што се и министри и пратеници, ги поднеле ваквите анкетни листови до антикорупцијската комисија, која што е уште поскандалозно, досега се уште молчи. Во изборниот законник јасно е наведено дека функцијата пратеник е неспојива со функцијата министер и дека со денот на верификација на мандатот за пратеник, функцијата министер им престанува по сила на закон. Она што го направиле министрите од ВМРО-ДПМН, кои се и пратеници, е кривично дело и затоа против нив се поднесени соодветни кривични пријави и очекуваме сите надлежни институции соодветно да реагираат. Граѓаните избраа правда, граѓаните избраа правична држава и такво општество ќе биде Република Македонија.